сите колеги што денеска дојдоа, за да можеме да разговараме за оваа исклучително важна тема, која што се однесува практично на личната собственост, што е едно неприкосновено право. Знам дека денов е фул со настани и баш сега доаѓам од место каде што забележав дел од вашите колеги. Сакам да кажам неколку збора за авторското право. Тоа е законско право што творците го имаат врз нивните дела, она што ги штити зборовите на новинарите, фотографиите на фоторепортерите и креациите на уметниците да не се користат без нивна дозвола, нешто што гледаме дека се случува, за жал. Во оваа ера на дигитална технологија и инстант споделување, овој основен принцип на креативните индустрии е под поголема закана од кога било досега. Тоа е она новото за кое што сега треба да зборуваме и да се бориме, бидејќи сите содржини се копираат, споделуваат, дистрибуираат практично со кликнување на едно копче, често без оригиналните креатори да знаат за тоа, а камоли да бидат подпишани или уште повеќе камоли да бидат платени, па поради тоа често пати се случува да си ги бараат своите права на суд. Како председател на Сдруженијето на новинари, наистина сум загрижен за овој тренд и сметам дека ова треба да биде еден од приоритетите во функционирањето и на секцијата, но и на самото Сдружение во насока на заштита на нашите права. Накратко би сакал да направам една ретроспектива што Сдруженијето на новинари и самата секција работи на овие прашања. Би сакал да потсетам дека на иницијатива на група на фоторепортери имавме неодамна во месец февруари средба со основното јавно обвинителство, каде што беше дискутирано за фактот дека авторското право и прекршувањето на ова право не само што е во граѓанската материја, туку тоа е кривично дело. И укажавме дека и покрај скромната судска пракса која што постои кај нас, сепак ЗНМ застанува за своите колешки и колеги кои што се фоторепортери професионални, доколку има сериозно прекршување на овие дела, ги поттикнавме обвинителите да имаат свест и да бидат подготвени дека треба да постапуваат по однос на одредени пријави. Исто така, во месец април, секцијата на фоторепортери заедно со ЗНМ имавме средба во владата на Република Северна Македонија, каде што со кабинетот на премиерот беа разговарани две работи конкретно. Тоа беше како да се олесни пристапот на фоторепортерите на настани од јавен интерес, како кога тие идат да документираат настани и одредени теми, да не се попречувани во својата работа, и како резултат на тоа од владата беше ветено на еден начин дека ќе има контакт лице, тоа веќе постои, каде што за проблеми кои што се случуваат на настани, не само до нас како здружение, туку ќе може да се ургира и директно на оние лица што се одговорни за протокол со цел работниците што се таму да покријат настан од медиумска природа да имаат непречен пристап. Тоа беше месец април. За оваа година во мај имавме и средба со премиерот, каде што беше истакнато уште еднашка дека оној агресивен пиар што представува директна конкуренција на фоторепортерите, практично сите владини фотографии, не само од самата влада, туку од јавните предпријатија, од општините, потребно е во иднина да имаат обележје, така наречен watermark, каде што граѓаните кога ќе ги гледаат овие фотографии и видеа што ќе ги следат, да знаат да направат разлика помеѓу материјал што е од приватен карактер од страна на медиум и помеѓу материјали што се наменети за владина комуникација со граѓани. Големо благодарам до ЗНМ за сета поддршка. Дел од моето излагање го спомна Драган. Значи, ние останавме негде околу 2-13 активни фотографии, а бевме 50. И тоа се должи на неангажирањето од страна на медиумите, кои сметаат дека фотограф не треба воопшто да има. И сега, преку овие активности, сакаме да се покаже дека ова што се прави, значи, приземањето фотографии е кривично дело, дека Google не треба да биде основен извор на
пример архива. Така да поддршка на ЗНМ, значи работиме на случај со консулски спогодби, со опомени и сметам дека целава работа се движи во една позитивна насока. Свесни сме дека не може да се среди целосно, но решивме да почнеме со една активност за да дојдеме до едно заедничко решение кој на сите ќе ни одговара. Во Хрватска исто така некаде до 2005-2006 година ги има истите проблеми со тоа, нели, слободно да кажеме преземање и многу либерален третман на авторските права, независно дали се работи за моралното или за материјалните права. Затоа го поздравувам обидот на фоторепортерите да се организираат како секција, затоа што е решавањето на овие прашања и во Хрватска почна со тоа што фоторепортерите буквално се здружија во две, ја би рекол слободно задруги. Кропикс и втората сега не ми текнува и Пиксел. И тие тргнаа со иста ваква кампања за да ја средат работата колку можат внатре. Значи, не може без правосудството ова прашање да се реши. Законот постои, законот може да биде подобар или полош. Нашиот закон сметам дека е добар и одговара на европските пракси. Меѓутоа, вистински пресветен момент настана, особено кон третманот на материјалите што до тогаш, нели, прилично либерално се презема од странски медиуми, од странски извори. Значи, непосредно пред влегувањето на Хрватска во ЕУ на 1 јули таму 2013 година. 2012 година Те-портал како најголем играч на хрватскиот пазар, најбогат, под закрила на еден огромен конгломерат, нели, меѓународен, како што е T-Mobile, Deutsche Telekom, добива Катил Ферман од Лондон. Имено да го парафразирам Парличев, на нив одврли англичани голем поплаке. Значи, Националната асоциација на новински агенции, National Association of Press Agencies, британска, поднесува тужба до надлежниот суд во, ако не се лажам, во Лондон, сигурно во Лондон, затоа што таму е седиштето на НАПА, против Те-портал за 5-6 години уназад користење недозволено без прашање на фотографии, текстови и така натаму. Вкупно се работи за не премногу материјали, 35-6 текстови, фотографии се ѓутуре и бараат, како што тоа го вели Бојан Стилин, прилично висока шестоцифрена сума. Од она што неофицијално го потврди, барале 500.000 фунти надомеш, што во тој момент беше околу 650-700.000 евра. Сепак сметам дека авторството и продуцирањето на авторски дела е во голема корелација со трудовото право, со законот за работни односи, бидејќи секој труд треба да се вреднува и секој труд кошта. И не сме да се злоупотребува, односно треба да се заштитат вашите финансиски интереси како работници, како фотографи. Согласно законот за авторско право и други стварни права, авторите уживаат морални, материјални и по дефиниција други права. Моралните права се права кои се една субјективна врска, интелектуална врска помеѓу авторот и делото. Материјалните права ги штитат имотните финансиски интереси на авторот, а по законот други права на авторот, бидејќи така е формулацијата, се правото на авторот на пристап и на предавање на делото, правото на наследство, односно на доместок од препродажба, значи на тој што сте му ги довериле материјалните права, од препродажбата на тоа дело имате право на надоместок, односно на процент, право на надоместок од умножување за приватно користење, право на надоместок од изнајмување и право на надоместок од послуга. Сега, важни точки на кои што сакам да се осврнам за да се заштитат вашите права, односно вашите финансиски интереси и вашите на некој начин работнички права, е секако при потпишување на договори за хонорар и договори за вработување, како фотографи.
Јас лично препорачувам секогаш да стои клаузула дека фотографиите кои ги сликате за работодавачот, медиумот, истиот тој смее да ги користи само за лична употреба и не смее да ги препродава, дава на користење на други медиуми, дека ви имате право и може плюс да се стави дека ви имате право тие фотографии да ги користите, да ги препродавате на други медиуми. Сега тоа секогаш е во договор со како ќе се договорите со вашиот работодавац или со вашиот налогодавач. Меѓутоа законот и тука ве штити дополнително, дури вие да ги префрлите материјалните права, секогаш на авторот му следува надоместок за дополнително изнајмување на таквото дело. И доколку не е уредено на друг начин во договорот, на тој што сте му ги пренеле вашите права за авторското дело за фотографиите, тој не смее, значи, да ги предава на трети. Дигиталниот негатив е валиден на суд како доказ дека ти си автор на фотографијата. JPEG фајлот не го валидираат. И сега тоа е покренува кај моите колеги и кај мене исто потреба од многу ресурси, од хард дискови, од ово, од она. Како е тоа кај нас решено или уопште не е ни размислувано на тоа? Тоа е проблем во македонското судство, немаме доволно пракса. До сега немаме пракса со тужба каде се бара утврдување авторство и надоместна штета за дигитална фотографија. Значи немаме судска одлука, не знам дали е поведено по стапка, можда има, меѓутоа не може да провериме, тоа треба преку АКМИС, а објавена судска пресуда првостепена, второстепена за дигитална фотографија немаме. Имаме само за фотографија од негатив од 88 година. Книга сега ќе се прави 30 години од, да не именувам имиња и презимиња. Значи, далечна 93 година сме биле двајца фоторепортери, јас и мојот колега кој не е тука присутен, и сега ќе се прави книга. Како ние сега, да кажеме, се знае дека ние сме биле дури и ред други работи, се прави книга со наши фотографии. Никој не те прашал ни ништо. Имате право на доместок, прекршок е тоа. Ке се јавите во ЗНМ, ке дадат налог. Гледам дека оние кои што најмногу се прекршители на тие авторски права, гледам дека ги нема. Уредниците не се тука. Еве ние во нашите договори, да речеме, на фотографии кои што за корисниците што ги продаваме, е наведено строго дека фотографиите кои што се на МИА може да се користат и имаме само еден преплатник, слободен печат, ќе ви кажам, другите не се преплатени и заради тоа ставивме вотермаркови, сега да видиме како ќе иде таа приказна и што ќе прават. Меѓутоа правиме чекори за да си го наплатиме тоа што е наше. Во однос на фотографиите агенцијски кои што ги користиме, користиме ЕПА и ДПА, разговаравме дури со ЕПА дали може да ставиме на нив вотермарк за да бидат обележени, вика нема никаков проблем. Да, одговара, само наведете дека доле е фотографија на ЕПА. И им пишува договорите дека тие фотографии се за илустрација на нашите вести. Тие не се за продажба, затоа што знаете, ако сакате да ги продавате фотографиите на ЕПА, тогаш ние би ги добиле по друга цена и би можеле да ги препродаваме. Во многу црци ги кажа и некои прашања ги одгатна. Само можам момент прво да ве поздравам, второ ми кажам дека ова е четврти настан, на која јавен настан на кој што се присуствувал. Две од тие се беа визави Европска унија, значи имавме меѓу првите скрининг за авторско право, значи целодневно во однос на директиви како ни е законот. Имавме подкомитет каде што веднаш реагира, да речеме, во однос на правата што вчера или завчера имаше некои информации, АЗАС, Сдружение што бара од Министерството, уште тоа го поставија. Третиот настан, ајде не го коментирам, ова е четврти настан. Например, тука веќе се поставија две работи кои мораме да ги коментираме, а се на некој начин визави законската материја. Значи, колегата рече дека во однос на сателитска директива не е уредена. Само да ве потсетам. Ние сме веќе 17 години имаме кандидатски статус и не би ни прошле тогаш во кандидатски статус ако ја немавме сателитска директива. Значи го има тоа прописат уште пред 17 години. Најновата варијација тоа е допрва ќе ја работиме, односно ќе ја усогласиме, тоа е да речеме апгрейд на сателитска директива каде што во крајна линија се работи само за 3 члена кои ќе ни променат едно 30 члена. Мислам, чисто е технички.
Во тие 3 члена се, например, веќе восстановено со колеги од Агенција аудиовизуалната регулаторно тело, дека таа пракса ние веќе и функционира. Например, од тие две права кои не се досега внесени во законот е direct injection и, не знам, auxiliary онлайн сервиси, односно помошни сервиси. Моментално, иначе последна вест, да речеме, моментално законот се измени и дополни за колективно управување веќе во фаза на втора фаза читање и се наоѓа па многу скоро ќе се донесе. Сакав да споменам и тоа доколку и кога некои колеги ќе се одлучат за некакво потегнување еве со адвокатот, доаѓаме до препреки, доаѓаме до јавувања од тие медиуми кои што се испратиле опомените за тужба, да има некакви договори, преговори, да има некакви отстапки, да отстапеме од опомената, се нудат некои ситни суми, такви работи. Сакам само да кажам да настојуваме, да не отстапуваме од тоа што сме го започнале сега и да не се согласуваме на никакви такви понуди, него да се истера постапкава до крај, барем сега кога сме на почеток и да се тера и понатака без отстапки. Пошто има разни притисоци, јавувања по телефон и да се договориме за сума или не знам ти каква работа. Тоа сакав да кажам само. Ти благодарам, Драган. Сдруженијето на новинари на Македонија има бесплатна правна помош за своите членови, така што, да речеме, на овој начин би можеле да го завршиме денешниот настан, односно оваа работилница. Ве поканувам на ручек, а сите останати дискусии и прашања до нашите говорници можете да ги поставите секако во една неофицијална дружба. Ви благодарам на присуството на сите.